Од денес официјално и ќе започне исплатата на трите заостанати плати од претходната стечајна постапка, односно плати кои што не беа исплатени од претходните собственици, Бинани, групацијата на рударите во двата рудника. Значи, од денес ќе се исплаќаат трите нето плати за рударите во двата рудника и рударите можат да очекуваат во следните неколку дена, значи да си ги добијат тие средства кои неправедно од претходните собственици им беа неисплатени, а во стечајната постапка вработените имаа предност, така да од продажбата на имотот од двата рудници првенство на наплата ќе имаат овие рудари. Така да ова е една добра вест за тие луѓе, бидејќи еве сега ќе почнат конечно да добијат и средства. Дополнително компанијата од 28 новите собственици веќе станаа и официјално собственици, бидејќи ги добија имотните листови и се опишаа како официјално собственици на двата рудници. Со тоа паралелно аплицираа и за сите потребни дозволи од Министерство за економија и Министерство за животна средина и очекуваме во наредните 2 до 3 недели да ги добијат двете дозволи, многу важни за понатамошна експлоатација во двата рудници. Едниот е рударскиот проект кој треба да го одобри Министерство за економија и вториот е студијата за животна средина кој треба да ја одобри Министерството за животна средина. Во моментот се ангажирани околу 160 луѓе во двата рудници кои работат интензивно на сите тие припремни работи за отварање и рестартирање на рудниците. Треба да признаеме дека двата рудници беа во подолго време запуштени, така да новиот инвеститор ќе има малце повеќе работа да ги доведе во рудниците до тоа ниво на безбедност и за да можат да бидат повторно оперативни. Моментално се работи исто и на припреми во флотацијата, така да се гради, односно се реновира комплетно тој дел околу флотацијата со една нова технологија кој што ќе ги задоволува новите стандарди што треба да се практикуваат сега при работењето во овие два рудника. Така да очекуваме дека во наредните неколку месеци ќе се вратат, значи самиот инвеститор обеща дека ќе ги врати сите претходни рудари кои биле ангажирани во двата рудници, така да очекуваме етапно во наредните неколку месеци сите рудари да се вратат повторно во своите работни места и двата рудници да работат со полна пареја. Сакам исто да искористам оваа прилика да најавам дека во наредниот период, значи во наредните 2 до 3 недели ќе имаме објава на 5 нови локации за детални геолошки истражувања, од кои 3 локации се за металични суровини, за кои што имаме веќе некои прелиминарни податоци околу овие 3 рудници, дека се станува збор за рудници кои што имаат поголем капацитет, односно поголем процент на метал, што ги прави така поатрактивни. Еве, сакам да искористам оваа прилика да го најавам и да ги охрабрам сите тие компании што се заинтересирани да вршат детални геолошки истражувања, а понатаму и експлоатација да се јават на следниот оглас. Во моментот тече еден оглас за термоминерални води. Објавен е и огласот за користење на термоминералните води од локалитетот Стрновец, така да што компаниите кои се заинтересирани да развиваат туризмот, спа туризмот, односно велнес туризмот, е убава прилика да учествуваат на овој оглас и да го земат овој локалитет, бидејќи покрај овој локалитет веќе е лоцирано и земјиште, градежно земјиште, каде што би можело да се лоцираат идни капацитети. Земјиштето е поголемо, некаде околу над 30 хектари, така да овде може да се изгради еден многу поголем спа центар или велнес центар кој ќе има и регионален карактер, а сите знаеме дека овој локалитет е доста богат, односно има вода во континуитет 12 месеци и температурата не била никогаш помалку од 50 степени.